ако приметивте, од вклучувајќи ја новинарката од Малта која што е убиена во експлозија на автомобил бомба при крајот на 2017 година и Јан Куцијак, словачкиот млад новинар кој што немал ни 27 години, убиен во февруари оваа година, ќе видите дека од 6 луѓе што се овде спомнати, двајца се веќе мртви. И во тој смисол, сега ми се враќа филмот и што се поминавме и како беше. И мислам дека навистина е сатисфакцијата е голема, но не можеме да заборавиме ни што се поминавме и со какви луѓе се соочивме. Многу ми е жал што Звонко не беше во состојба денеска да дојде. Се возбуди од самата награда, се израдува, од друга страна секое појавување негово во јавноста му е травма, затоа што уште не е излечен од стравот што се може да се случи и што ќе се случи кога кога на крајот на грештата овој случај ќе се заборави, а некој што сака да се освети, може би се уште тоа го планира и во него тоа тлее. Ние навистина мораме сега да се движиме вртејќи ја главата лево-десно да видиме кој е во близина, кој не гледа. Едноставно не се чувствуваме слободно, а знаеме дека исто така никој не заштитува. Никој ли до сега од владата, од институциите би се нема обратено да во смисла на тоа да го спроведе едноставно законот и да ви овозможи таа заштита, и доколку некој ви се обратил, во каква смисла беше тоа? Па до сега не сум имал некои официјални обраќања, а сите обраќања кои што ги имам добиено се во смисол зошто не треба и што е причината да не можам да се вратам таму кај што припаѓам. Не сум одлучил се уште, можеби ќе се пријавам на конкурсот за директор на ОТА, но сега во овој момент не би знаел да ви кажам. Мене ми беше целта да се вратам во МВР, бидејќи јас го напуштив МВР пред се за да ги заштитам бомбите. И точно се знае дека тоа го направив заради бомбите, но сега не постои никаква иницијатива таа моја лична жртва да биде исправена. Јасно е што тогаш морав да напуштам, бидејќи бев исправен пред одредени закани, за кои што моите соработници беа свесни. Сега не се враќам, без посебно јасно објаснување. Мене навистина не ми е јасно и не знам дали некогаш ќе ми биде јасно. Важно е дека таа моја желба да се вратам и да се пензионирам таму, сега за сега не се исполнува, а јас никому па не сум ја ни кажал јавно. Ова е прв пат так јавно да признавам дека навистина сакав таму да се вратам. Билите оставени сте сам, на што сметате дека се должи ваквата маргинализација? Дали мислите дека во тој процес имаат улога некои центри на моќ или едноставно е, не знам, од други причини? И втор дел од прашањето би било дали ги следите значи реформите кои што беа најавени во тој сектор, значи во безбедносните структури, што мислите за тоа? Значи дали во моментов се прават потребните реформи особено нели откако се случи скандалот со прислушувањето? Значи јас можам да претпоставувам, ама бидејќи претпоставки не се факти, не би навлегувал сега во причината за мојата блокада. Може да се рече дека постои некој центар на моќ кој што е против моето
да речам, признание и враќање на работа. А што се однесува до реформите, мислам дека пред се состојбата околу прислушкувањето во моментов во УБК функционира како што треба. Значи се спроведува законот, претходниот, како што бил замислен, не се злоупотребува. Значи, може би претходниот закон не беше така лош, доколку не беше толку масивно злоупотребен. Бидејќи секогаш може да се најде човек тогаш кој што ќе почне да го злоупотребува, единствено решение е да немаат влијание безбедносните служби врз уклучувањето и исклучувањето на прислушкувањето. Така да концептот со издвоена агенција е сосема окей и го поддржувам и од друга причина, значи операторите мораат да бидат вклучени, да водат евиденција што се случува во нивните системи, мораат да имаат евиденција точно за секој број од кога до кога бил следен. Но добро е да има една техничка агенција која што ќе им помага тоа да го прават на еден централизиран начин и да ги пренесува бараните безбедносни информации до другите безбедносни структури. Концептот е добар, секојаш знаете, ние за закони се пишуваме закони, дали се спроведуваат, тоа е друго прашање. Затоа е сега многу важно да се избере директор на ОТА кој што ќе успее да го спроведе тоа што е зацртано во законот. Предпоставам дека се сеќавате на изјавата на председателот на СДСМ Зоран Заев во 2015 година, мислам, кога од универзална сала одекна бомбите, посочувајќи ве како патриотите на Македонија и оние кои што овозможија да се слушнат бомбите, дали некогаш бевте побарани од негова страна на некаков разговор? Не.